Здраво на сите, ова е втората епизода од серијалот подкасти за женското предприемништво, насловен како Тајната на успехот и е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Денеска наша гостинка е господја Благица Велкова, собственик и управител на компанијата Свит-арт од Каладарци. Господја Велкова, што беше присудно од државна служба да запловите во приватните води? И тоа не баш одскоро, пред 27 години. Па вака, прашањето е можне комплексно, меѓутоа, животниот правец никогаш не знаеш во кој смер ќе те наведе. Работев како државен службеник на одделот во финансии при јавното предпријатие Комуналец во Каладарци, меѓутоа истовремено се занимавав и со ова што денес го работам. Ова што денес е и професија. Да, ова што денес ми е професија. Нели, како што кажавме, љубовта и посветеноста кон нештата често пати знаат да те стават во известна дилема. Нели, сепак ние сме жени, мајки, сопруги, со обврски кои што постојано не треба точно. Меѓутоа, во одреден дел од животот мораш да одлучиш што понатаму и како. Љубовта спрема уметноста ме води уште од моите средношколски денови. Значи, започнав прво со сликање на уметнички слики. На неколку наврати конкурирав и на Ликовната академија, меѓутоа не бев во ситуација да бидам примена и на крајот дојде до ова што сум денес. Значи ги споив уметноста и економијата, и економијата, што сум по професија, нели? И на еден начин комерцијализирав од тоа што сакам да бидам денес. Како е организирано производството? Колку вработени има вашата фирма сега? Па вака, производниот процес се одвива во една смена. Значи, конкретно, ние сме околу 12-13 вработени и секоја од вработените си е точно определена за секој дел од обврските што се во врска со самиот производен процес. Сите тие се веќе долги години кај мене, и ние заедно веќе направивме еден тим кој што безпрекорно функционира. И може да продолжи и понатаму. Да. Планирате ли некои инвестиции или овој период на пандемија кој треба да се преброди и да се остават некои работи за подоцна? Јас по природа сум бунтовен карактер. Никогаш не ги оставам работите на случајностите. Значи, постојано сум во потрага по нешто ново и доколку најдам на било каква препрека, јас се обидувам да ја совладам. Не сум од луѓето што не лекаат над себе, што ги снашмо, туку постојано гледам на било кој начин да излезам од ситуацијата и нели сето тоа да биде во корист на нашите купувачи. Сите да бидат задоволени, а со самото тоа расте и нашата самодоверба, и нашата сатисфакција, и нашиот имидж, и нашата фирма. Да. Едно прашање сега, вие сте жена предприемач, веќе 27 години. Може ли да ми објасните како беше улогата и местото на почетоците на вашата кариера во делот на сладкарството и сега? Дали тоа што сте жена беше предност или се чувствувате дискриминирано? Мислите во поглед на водењето на бизнисот? Водењето, комуникацијата со други бизнис партнери, со клиентите? Не, напротив. Тоа што сум жена секогаш ми било како еден плюс повеќе, за тоа што ние жените секогаш се сметаме како поодговорни во секој поглед. Подомаќинско работење. Значи, било да се работи за
да се заврши некоја работа или било да се договори нешто со некој од деловните партнери, значи на крајот, со сигурност и јас и деловниот партнер знае дека ќе биде завршена работата онака како што сме се договорили. Значи во тој поглед не гледам, дури гледам како предност, затоа што сепак сум жена, ние жените, нели? Знаеме да се знаеме у покомплицирани ситуации. Што е она што најмногу се соочувате со одредени проблеми при работењето? Колку државата, институциите на државата се отворени и може да ви помогнат за женското предприемништво? Дали има некои обуки, совети, организирање сајми, каде што може да се сретнат и клиентите и оние што нудат? Так. Нажалост, не може многу да се пофалам од страна на соработката со институциите, затоа што мислам дека се уште е замрен тој дел, не е доволно развиен или нема доволно информации дека е сето тоа потребно. Или начин да се пренесе до еден посилен начин да се пренесе до самите предприемачки. Значи, постојат фондови, еве јас сум доста отворена личност и комуникативна, постојано следам и состаноци, и сајми, и семинари, значи, нели сето тоа допринесува за побрз развој, некогаш сите тие ситуации се и во, мислам, посетата на сајаните се и да се најдеш себе си на кое ниво си се наоѓаш, нели? И докажете што сите случувања се токму таму. Сега, кај нас, кога се работи за женско предприемаштво, значи, нели овој дел, што го работам јас токму, повеќето се жени, не дека нема и мажи, меѓутоа, еве, јас во мојата бранша, знам конкретно дека што се дружиме, нели, одиме на тие на семинари, на обуки, на било какви работи, повеќето се токму жени. Многу малку се информирани и за постоечките фондови, и за субвенционирањата кои што, нели, се објавуваат од страна на министерствата, од страна на владата. И во тој правец сметам дека сето тоа треба да биде малку потранспарентно, значи подостапно, појавно. А каде се овие бизнес асоциации? Дали тие не се вклучени да бидат мост во пренесување на информации? Па некој треба да ги повика. Мислам дека тука им постои една фалинка во тој дел, дека треба да постои една посебна организација која што ќе биде задолжена исклучиво, нели, за сите тие субвенционирања, за сите тие фондови, да може слободно да отидеш, нели, и слободно да прашаш дали твојот бизнис ги исполнува условите за некои од тие субвенционирање или од тие заеми или развојни кредити и така натаму. Организациите женското предприемаштво или било каква организација на жени која занимава оваа област, дали тие следат и на некој начин ви помагаат? Да. Како се соработката? Соработката е прекрасна. Значи, во одредени периоди чувствувам недостаток од дружбите што ги имаме и од споделувањата, нели, на нашите проблеми, решавањата на нашите проблеми. Значи, тоа е, поготово е да поздравам Асоциацијата на бизнес жени, чија председателка е господјата Валентина Дисовска. Наидуваме на големо разбирање од нејзина страна, исто така и насоки околу решавањето на нашите проблеми. Меѓутоа, сметам дека сепак тоа е малку. Ние како Сдружение на жени сме само еден крик
од севкупното делување на сите жени на ниво на Република Македонија ги има многу. Постои ли начин, вие сте се нашли во собствената професија, но за другите жени кои би сакале, не се доволно инвентивни да започнат свој бизнис, каде би можеле да побараат помош или совети или некоја идеја? Дали постојат такви можности во Македонија? Па да ти кажам искрено, јас не сум запозната со такво советодавно тело каде што некој може да ти даде морална поддршка за ти да отпочне со собствен бизнис, а исто така и тук овде ќе кажам дека ги има многу, од причина што има многу иновативни жени, меѓутоа не се доволно храбри да започнат собствен бизнис. Во тој поглед мислам дека не сум себична и многу пати додека разговараме со мои пријателки, со мои познанички, знаеш, кога ќе видам дека некој го бива, така да се изразам, дека го бидува во една работа и самата викам, леле, зошто сето ова не го понудиш на пазарот, едноставно. Малку похрабро. Но тоа се случува само во комуникација една со друга или еден со друг, да се даде застанува поддршка, не е тоа веројатно пошироко. Како би ги охрабриле вие жените кои сакаат да почнат, а нема доволно храброст? Каде би ги упатиле, како совет би дали? Јас конкретно секогаш сум да не се плашат. Затоа што човек и да сгреши е нормално. Нели? Секогаш да се обидуваат и да паѓаат, повторно да стануваат и повторно да се обидуваат. Затоа што ниту падот, ниту подемот се вечни. Кога сме доле, стануваме и можеме да се обиеме од дното и да се плеваме нагоре. Јас би продолжила, може би, класика прашање. Сте се соочили со дискриминација затоа што сте жена? Во било кои односи, дали со институции, дали со бизнес партнери и во семејството? Не. Никогаш. Може би ми е такви карактер, може би ми е таква енергијата која што ме води, меѓутоа сум седела на маса, еве конкретно, добро стојам и со угостителите од град Кавадарци. Имавме неколку состаноци каде што буквално сите се мажи. Само јас жена. И не ми е ниту срам, ниту пак сум се почувствувала, нели, како да не е на машкото друштво, да не е таму местото. Напротив, се осеќав како господја, се чувствував како господја и како привилегирана од сите што токму јас седам со нив. Како можете да раздвоите работата и приватното на работа и дома? Со својот сопруг и со своите деца? Тоа е мощно комплексно прашање. Значи, потребно е да имате една јасна визија и јасна организација, точно да предвидите кои работи во кои моменти да не ги пропуштите. Дали тоа да се работи за работа на професионален план, дали да се работи за деца, за тоа што да израснеш деца како кои што би ги имале вистинските вредности во животот, е многу тешко, нели, да не се направи пропуст. Истото е и со сопругот. Нели. Треба постојано да бидеш во корелација со сите работи, за се да биде добро избалансирани, за се, за грешките или пропустите да бидат што помали, да не бидат или на тие грешки да се учите, да се учиме и да ги исправиме во иднина да станат. Тоа е мощно комплексно прашање, за тоа што пак ќе повторам, за жена постојано си има обврски. Да. Работата ја носите дома или останува на работа, работата е постојано во мене. Да, работата
и со мене. Сопругот ја справате и дома или обратно? Не, кога сум со сопругот, значи сум со сопругот, кога сум со децата, меѓутоа работата е постојано сум. 24/7. Госпоѓа Велкова, ви благодарам што бевте учесник во втората Благодарам на поканата. И се надевам дека во следна прилика ќе имаме многу по-успешни моменти за разговарање за оно што се постигнало во делот на женското предприемништво. Благодарам, се надевам дека ќе придонесам до некој слух, да се допре до некој слух и малку да бидеме повеќе ангажирани и поуспешни. поуспешни. Ви благодарам.